денешната пресконференција е поврзана со одржувањето на продолжението на Комисијата за избори и именување и се однесува конкретно на постапката за избор на генерален секретар и генерални и заменици секретари на Собранието на Република Македонија. Како политичка партија сметаме дека изборот на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија треба да претрпи еден потранспарентен процес во кој што би го избрали оној кој што се чувствува дека може да ја извршува таа функција, оној кој што ќе се докаже дека е навистина професионалец за да се соочи со предизвиците кои што ја носи функцијата генерален секретар на Собранието. За таа цел не ја поддржуваме постапката за директен избор на генерален секретар на Собранието, туку како пратеничка група предлагаме Собранието да објави одлука за избор на генерален секретар на Собранието и заменици на Собранието. Тоа би значило дека кандидатите, по широкиот круг на оние кои што мислат дека треба да аплицираат, треба да ги исполнуваат следните услови. Кандидатот да не е член на орган или на тела на политичка партија во изминатите 5 години. Кандидатот или кандидатите да бидат истакнати правници со најмалку 10-годишно работно искуство, да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,5 на прв и втор циклус на студии. Кандидатот да има познавање на еден од официјалните јазици на Европската Унија, што ќе го докаже со потврда за познавање на јазикот, и тоа TOEFL, најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер не постар од 2 години од денот на издавањето, IELTS, најмалку 6 бода не постар од 2 години од денот на издавањето, TOELTS, базично познавање, положен со успех B2 и Кембридж сертификат за прелиминарен англиски B1. Исто така, предлагаме кандидатот да има објавено научни студии и трудови, од кои најмалку 2 научни труда во најпрестижните меѓународни списанија со Impact Factor, да поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, и исто така, кандидатот предлагаме да ужива углед, да поседува интегритет за вршењето на функцијата и да поседува социјални способности за вршење на функцијата, за што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови. Ова се критериумите кои што ќе ги предложиме на Комисијата за избор и именување и длабоко сме убедени дека ова ќе биде консензуално прифатено, бидејќи е за доброто на сите, за добро функционирање на Собранието и за добра координација со службите од Собранието од страна на генералниот секретар кој што би бил избран